Шановни колеги, почитуван заместник министар, се разбира очекуваме дека не се прифаќа амандманот, како што и сите претходни амандмани и како што тргнали мирен иден амандман поднесен од опозицијата нема да се прифати. Мене не можам до крај да сватам логиката на власта да не може да попушти за нешто што бараме и што предпоставам дека и со овие луѓе од Народното мнозинство ќе се согласиме барем во 90% од случаите дека нашите амандмани се за подобрување на животот, квалитетот на животот на нашите граѓани. И предпоставам дека ви е јасно дека овие амандмани не ни доаѓаат, не ни паѓаат од Марс или не ни доаѓаат од не знам каде, туку доаѓаат директно како потреба барање од граѓаните, од нашите гласачи, од неопределените гласачи, од гласачите што гласаат за ВМРО. Впрочем, и сите овие кршене копија околу амандманите се сведуваат на тоа. Ние бараме амандман за некоја општина, за некој проблем и така натаму. Пратениците на ВМРО кои што доаѓаат таа општина се согласуваат дека е тоа проблем и гласаат против. Или немаат аргумент за да не согласат дека е тоа сериозен проблем. Јас мислам дека е многу непринципиелна расправата од страна и на Министерството, и на министрите, заместник министрите, и на пратениците од Народното мнозинство, каде што се импутира дека ние нешто блокираме или сакаме да блокираме. И тоа се спомнува не знам колку пати, очигледно се води медиумска хајка против опозицијата на таа тема. Ви кажувам, срамно е да се аргументира со тој аргумент кога сите амандмани предложени од опозицијата се преточените проблеми на граѓаните на Република Македонија, а таквите ги има многу. Денеска во некои амандмани зборувавме за осветлувањето. Јас можам да ви кажам дека мојот впечаток е, моите сознанија, моите разговори со граѓаните на Република Македонија што ги имам низ цела Македонија, дека се практично 3 или 4 клучни проблеми што ги мачат граѓаните покрај останални проблеми на вработеност така натаму во нивните места каде што живеат. Прво, дека Македонија е држава без патишта и улици. Улиците, патиштата во секоја, буквално во секој град или помало населено место се во катастрофална состојба. Македонија е земја со кал. Македонија е земја полна со кал. Второ, дека Македонија е земја без вода, при толку природна, убава вода, имаме најголем проблем со тоа што со водоснабдувањето. И третото, ова што зборуваме денеска е дека Македонија е земја која што живее во мрак. Мрачна земја, темна земја. И тоа не може и метафорично да гледаме Македонија мрачна земја во секој аспект, во демократија, во неинтегрирана во Европска унија, но на овој аспект за кој што зборуваме денеска, за кој што однесува овој амандман, навистина можеме да кажеме дека само еден поглед на Република Македонија, како што кажав и претходно, од авион, ќе видите дека Македонија е буквално темна зона на Балканот и во Европа. Имаме неосветлени патишта, имаме неосветлени градови, имаме катастрофална состојба на личното осветлување, буквално во секој град во Република Македонија. Колегите мои од опозицијата има замерки на принципијална замерка која што значи создавање на антагонизам помеѓу Скопје и внатрешноста. Зошто во Скопје се финансира, се инвестира во огромни суми, само Скопје 2014 забеганиот проект на Никола Груевски кошта 500 милиони евро или ќе кошта 500 милиони евро по сите проценки. И зашто тие пари се фрлаат во центар и во Скопје на сметка на внатрешноста? Јас, бидејќи колеги доаѓам од општина Центар, таму сум роден, таму живеам цел живот, значи од Скопје, можам да кажам дека делово тој аргумент е точен и ќе кажам во која смисла точен. Точен е бидејќи во општина Центар, во Скопје, се фрлаат огромни пари од сите граѓани на Република Македонија, од сите граѓани, од сите општини, градови и села, но тие пари не се фрлаат за продуктивни трошоци. Се фрлаат на начин кој што е непродуктивен, се фрлаат на начин кој што нема да ги врати парите на граѓаните, се фрлаат на скапи гради, споменици, мостови од 2 милиона евро. Таквото однесување, таквото расипничко трошење на парите, ви тврдам дека не е прифатливо за најголем број на граѓаните во Република Македонија. Тоа може да е прифатливо за вас, колеги од власта, бидејќи слепо ги гласате против сите амандмани на опозицијата и слепо ги гласате сите политики на вашиот шеф Никола Груевски. Јас само ќе направам една мала анализа околу тоа што е потребно за Скопје и затоа предлогот овој амандман всушност
за поекономично осветлување во градот Скопје. Идејата е да се направи една сериозна споредба помеѓу начинот на кој што ги троши владата парите за Скопје и за општина центар и начинот на кој што може ги троши или градот Скопје или владата, бидејќи очигледно дека дотациите се огромни што ги дава за општината центар. Конкретно темата осветлување на градот, ако споредите Скопје и кога моите колеги од опозицијата го критикуваат, ги критикуваат парите што се фрлаат на Скопје, ќе потсетам дека тоа се пари што се фрлаат на општина центар. И тоа се пари кои што пред се фрлаат на проектот Скопје 2014. Само на темата осветлување, само за неколку објекти од Скопје 2014 ќе бидат потрошени 750.000 евра. 750.000 евра до сега ќе решевме проблемите што ги бараат граѓаните и гласачите на колегата Стојко Поновски, на колегата Сава Рачков, на колешката Станка Анастасовска, на сите колеги од опозицијата што поднесува амандмани кои што произлегуваат директно од проблемите на граѓаните. Кога велам економично осветлување, бидејќи владата наумно да троши огромни милиони пари за општина центар Скопје 2014 и е таму извадена оваа ставка, мислам дека имаме модел познат и признат во светот, особено во главните градови, кој што долгорочно, со една краткорочна поволна инвестиција, долгорочно може да значи големи заштеди за градот и за граѓаните. Денеска граѓаните во Република Македонија во просек платеат околу 180 денари за улично осветлување. Нас не е многу јасно и колеги, вие ако сте чести од власта, ќе знаете дека ако одите на терен и кога имате комуникација со вашите гласачи и со граѓаните, ќе ви е јасно дека еден од главните проблеми е токму осветлувањето. Дека живееме во темни улици, живееме во градови и села кај што нивото на безбедност е намалена, живееме во општини каде што најголем број од граѓаните се однесуваат неодговорно, бидејќи не инвестираат во улично осветлување, а ги прибираат овие 180 денари секој месец од семејствата. Живееме во темни градови, мрачни градови, несигурни места. Не може илуминацијата од 750.000 евра за неколку објекти од Скопје 2014 да биде компензација од целото осветлување во градот Скопје. Бидејќи Скопје не е само центар, Скопје е Студеничани, каде што во моментов луѓето немаат вода за бањање, ленки се бањаат, Скопје и Припол, каде што нема канализација и осветлување, Скопје и Газибала, и автокоманда и така натаму и така натаму. Каде што луѓето имаат сериозен проблем со осветлувањето. Исто така не може за нова година градоначалникот на Скопје да го осветлува, да го забавува само центарот на Скопје, а сите други граѓани на Скопје, не 600.000, да останат без улично украсување. Се надеваме дека тоа ќе се подобри, еве на градоначалникот прилика уште 15 дена до нова година. Почитувани колеги, овој барањето за овој амандман кој што всушност 50.000 евра и тоа е минимална сума која што се разбира нема да го реши проблемот со економичното осветлување во Скопје. Предлогот е тоа да биде пилот проект, бидејќи сите анализи за економично штедење во големите градови покажуваат дека еден тип на светилки кои што се иницијално поскапи од стандардните светилки за улично осветлување може да донесат долгорочни огромни заштеди за градот и за граѓаните со цел од сега за 4-5 години се намали и уплатата, тоест овие 180 денари што ги плаќа секој наш граѓанин за улично осветлување. Конкретно, пилот проектот предвидува да се постават специјални LED светилки кои што имаат рок на трајање во 20 години, кои што имаат рок на трајање околу 100.000 часа, за разлика од сегашниве кои што имаат рок на трајање околу 1000 часа, кои што брзо се расипуваат, побрзо се кршат и имаат послабо осветлување, за разлика од овој тип на LED светилки. Проценките, анализите стручни направени се дека во сите градови, зборам за повеќето градови во Соединетите американски држави и сега веќе во Европа, дека штедењето на енергија на струја до 90% од ваквиот тип на осветлување. Подолго осветлување, подолго трае, повеќе свети,
помалку троши. Ако имаме предвид каква е цената на струјата, која што до тогава рипна заради неодговорното однесување на председател на регулаторна комисија, член на ВМРО, ако знаеме дека струјата еменно рипна заради интервентните увози на струја што се случува лани во месец јануари, заради струјата, така да речената струјна мафија во Република Македонија во врвот на власта, тогаш ќе видиме дека овој тип, да може би мало, но значено да видите значена придобивка за граѓаните на Скопје, може да значи долгорочни придобивки и во смисла на паѓање на сметките, и во смисла на помало трошење струја, и во смисла на подобро осветлување и по-безбедни улици во главниот град. Мене ми е криво дека кога се дискутира за Скопје, мене ми е може би полесно, како жител на центар и како човек што роден во центар, автентично да критикувам и проектот Скопје 2014 и да критикувам она што се инвестира во Скопје, бидејќи ви тврдам дека тоа не е по волја на граѓаните на општина центар и тоа впрочем се докаже за некој месец на локалните избори. Велам дека граѓаните на Скопје не се само оние во центар, туку се во сите 10 општини во Скопје, во едношутно изјави каде што ако дојдете во 7:00 ќе видите дека е темен мрак, дека не можете да влезете таму без да имате некаква опасност од било каква од безбедноста до не да може да скршите нога. И тврдам дека овој тип на забегано трошење на милиони евра на огради и скулптури може да се пренасочи во по-продуктивни трошоци. Еден од тие продуктивни, ако има и други елементи за Скопје, како што и Борика помина, значи ефикасно, штедливо осветлување за градот Скопје. Да заличи на вистина целиот град на метропола, да биде град со висока енергетска ефикасност, со заштети големи долгорочни, во 20 години ќе се осети таа голема заштита за градот Скопје и конечно да добиеме град во кој што граѓаните ќе бидат задоволни, дека живеат и ќе бидат задоволни од градоначалникот, кој што очигледно дека сега е во моментов не послушен на власта, бидејќи се дозволи да се потрошат огромни пари кои што може да бидат пренасочени за доброто на граѓаните на град Скопје. Благодарам.